Неколку илјади лица со марш на 11 март низ Битола, градот во кој што денеска не живее ниту еден евреин, упатија порака за сеќавање на некогашната еврејска заедница во Битола, која беше уништена на истиот ден точно пред 75 години. Голем број граѓани од цела Македонија, државни делегации од Македонија и Израел, представници на невладини организации, но и голем број потомци на битолските евреи од Израел, Латинска Америка и Соединетите Американски држави, со маршот на живите по битолски широк сокак, се вклучија во досега најмасовното одбележување на 75 годишнината од Холокаустот на македонските евреи. Комеморативната програма под покровителство на владата на Република Македонија и Интернационалниот марш на животот, организирана од општина Битола во соработка со Сдруженијето Архам, носител на проектот за ревитализација на еврејското минато во Битола, започна со церемонијата на шепотење на имињата на депортираните евреи од Битола, со ова духот на секој евреин кој веќе не е тука, како за миг да се врати во својот дом. Бројни делегации положија венци свежо цвеќе на споменикот на депортираните евреи и на споменикот на Естреја Овадија Мара. Нема да дозволиме антисемитизам, говор на омраза, нетрпеливост, ксенофобија или било какви прекршувања на човековите права, порача председателот на Собранието на Република Македонија Талат Џафери, нагласувајќи дека Собранието донесе декларација во спомен на македонските евреи. На својата седница на 5 март годинава усвои посебна декларација во спомен на овие наши сограѓаи, но и како потврда на таа наша определеност. Иако за жал морам да кажам дека сето ова е повторно присутно во Европа, а и пошироко. Пратеникот Кирацовски рече дека човештвото навреме треба да се спротистави на злото. Овој трагичен настан во Битола испраќа порака до светот како истиот може да биде суров, како истиот може да биде ранлив, доколку навреме не се спротиставиме на злото. Заменик министерот за одбрана на Израел, Рабин Елијаху Михаел Бен Дахан, им се заблагодари на луѓето во Македонија, кои маршираа за евреите и се грижат за еврејските гробишта во Битола. Приказната за Битола не е доволно раскажана, бидејќи дел од луѓето веќе не се тука. Туку едно утро беа одведени во Треблинка. Ние сме тука за да ја раскажеме таа приказна. За нас е многу важна поддршката од општина Битола и од владата, но уште поважна и најважна од се е поддршката што ја добиваме од луѓето од Битола, сите оние кои маршираа заедно со нас во спомен на депортираните евреи, оние кои ги расчистуваа еврејските гробишта заедно со нас, оние кои се приклучија на хакатонот за да ја раскажат приказната за битолските евреи. На знакот на сирените кои подсетија на тоа кобно утро на 11 март 1943 година, маршот тргна од прездрствениот дом, некогашното еврејско маало. Во ваква драматична атмосфера точно пред 75 години нашите сограѓани евреи маршираа по истите овие улици, беа однесени на железничката станица во Битола, откаде што беа депортирани во логорите на смртта во Треблинка, никогаш повеќе не се вратија. Затоа сите ние денеска тука сме заедно за да испратиме порака, никогаш повеќе да не се повтори она што нашите сограѓани ги однесе во смрт. Битола денеска испраќа порака до целиот свет, никогаш повеќе Холокауст. Реки на луѓе се слева од сите улички кои водат до центарот на Битола. Од час во час маршот стануваше се помасовен, се погласен, да не молчиме, да ги раскажеме приказните кои опоменуваат, со цел Холокаустот никогаш повеќе да не се повтори. И сите евреи од целиот свет се добредојдени за да ги зачуваме нашите спомени и да кажеме дека едно нешто не смее да се повтори и дека човештвото треба да се движи по патеките на заедништвото и љубовта. Исто како пред 75 години, реката луѓе се слеа низ градскиот парк за да стигне до железничката станица. Хор од Израел со песна ги пречека учесниците на маршот.
כי נפשי לחיות ממשיכה, שיקלו על קברי עץ תפוחים. Во комеморацијата се вклучи и македонско-германската иницијатива за помирување, во состав на 24 млади од Германија и 20 од Македонија, предводена од Ханс Јоаким Шолц, свештеник на протестантската црква во Баден, Германија. Со подигнати раце сите заедно ги упатија своите молитви кон небото. Ханс Јоаким Шолц, Сеќавањата за евреите ги оживеа и Јоси Соломон од фамилијата монастирли, како што се нарекуваат евреите родом од Битола. Мојот прадедо живееше во Битола, потоа се пресели во Израел, но ме задои со приказната за овој град. Кога пораснав, посакав да дојдам во Битола. Сите ми велеа дека тука нема ништо останато од еврејската заедница. Дојдов, а кога отидов на гробиштата, ми се вратија сите имиња на битолските семејства што ги споменуваа моите. Одлучив да помогнам во реставрацијата на гробиштата. Представници од Израел рекоа дека пред 2 месеци имало обид во Полска за одрекување од Холокаустот и дека вакви слични инциденти се појавуваат на други места, па затоа комеморациите се важни за светот да извлече поука од злото и да не се заборави. Различните групи од Израел ги представуваат различните култури на израелското општество и меѓусебното почитување меѓу групите во Израел, што доведе до ова посебно учество овде на Маршот на журите со цел да се одбележи постоењето на еврејската заедница во Македонија во целост, а особено во Битола. Exactly on April 12th, we will march. На 12 април 20.000 луѓе од 65 земји ќе маршираат од Аушвиц до Биркенау и ќе стигнат до најголемите еврејски гробишта во светот. Тоа ќе биде 30-тиот марш кој го имаме одржано од 1988 година. Комеморативната програма продолжи во паркот на живите сеќавања на еврејските гробишта. Ни солзи во очите за своите предци зборуваше доктор Шели Леви Друмер, внуката на познатиот еврејски лекар од Битола доктор Хаим Абраванел, кој всушност припаѓал на последното еврејско семејство кое што се исцели од Битола. По него сега е именуван здравствениот дом во Битола. Поеќе од 1000 години еврејска заедница беше тука и сега исчезна, ја нема. Сите беа пратени во Тробленка. И ние сакаме да го оживиме овиот мемории, да не бидат само во историја, во книгите, да бидат живи во нас. На еврејските гробишта свечено беше отворена Ерусалимската патека. Во знак на сеќавање на 793 семејства од Битола, жртви на Холокаустот, беа поставени исто толку камчиња со имињата на овие еврејски семејства. What this stone teaches me, it teaches me that if I put it on a grave, I shall remember that there are things that are more important than being selfish. Поставете го камчето на гроб на некој каде што и вие еден ден ќе завршите. И тоа камче ќе ве потсети дека милливи сме и дека ова камче не е, дека самите не сме ништо поќе од тоа што го правиме. Министерот за култура на Македонија Роберт Аладјозовски испрати јавна благодарност до државата Израел за сите направени вложувања на еврејските гробишта во Битола и се заложи за поддршка на проектот каде во тек е уредување на паркот на живите. Улогата на културата и улогата на културниот систем е токму да го зачувува и да го одржува и да го негува културното сеќавање, вредностите, идентитетот, верувањата, воопшто животот кој што одредена заедница го имала. Во заводот и музеј во Битола светска премиера имаше изложбата на музејот Јад Вашем од Израел, повеќе од должност дипломати признати како праведници помеѓу народите под покровителство на владата на Израел. Голема чест и привилегија е во Битола да се презентира светскиот музеј на Холокаустот Јад Вашем,
Во Јад Вашем ние ги учиме учителите како да ја раскажуваат човечката приказна за евреите, како индивидуи, семејства, заедници и нивните искуства пред и по Холокаустот. Со најмасовното одбележување на депортацијата на македонските евреи, Битола уште еднаш го потврди својот космополитски дух. Дух засилен со добрите намери на луѓе од целата земја, но и од целиот свет. Потврда за тоа е, како што вели самата, победата на Сара Калдерон од Израел, керката на Гита Шами, единствената еврејка од Македонија која го преживеа Холокаустот во логорот Аушвиц-Биркенау. Фамилијата по депортацијата распрсната на 3 континенти, во Јужна Америка, Северна Америка и Азија. Сара успеа да ја донесе во Битола. 3 генерации се сретнаа тука, за да ја оживеат приказната за битолските евреи. Сите се собравме во Битола за да ги посетиме родните огништа. Да ме гледа сега мојата мајка ќе рече дека победив, бидејќи сега имам ново семејство. Битола е дел од тоа семејство. И потомците на Гита Шами, и сите учесници на Маршот на живите. Со цвеќиња ја покрија пругата на железничката станица во Битола. Истата пруга по која битолските евреи на 11 март 1943 година заминаа од Битола и никогаш не се вратија назад.